Си има свое време и секоја работа под небото има свое време. Како што секое дело има цел, така и луѓето на земјата имаат своја цел. Во нашиот верски живот треба да имаме и цел. Тогаш, која е целта на нашата вера? Примајки ја крајната цел на вашата вера, спасението на душите. Целта на нашата вера е спасението на нашата душа, вечен живот. За да ни даде вечен живот, Бог ги подели 6000 години од своето дело на откупување на 3 доба и ни даде различно име на Спасителот во секоја доба. Одете и научете ги сите народи, крштавајки ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Бог ни рече да крштеваме луѓе во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Тоа значи дека Отецот, Синот и Светиот Дух имаат име. Името на Отецот е Јехова. Името на Синот е Исус. Името на Спасителот е различно во секоја доба. Тогаш, кое е името на Светиот Дух? Прво, да дознаеме кој бил Спасителот во добата на Отецот. Јас сум Господ и нема Спасител освен мене. Во добата на Отецот името на Спасителот беше Јехова. Не можеа да се спасат со друго име освен Јехова. Тогаш, кога добата се смени во добата на Синот, кој беше Спасителот? Тој стана камен темелник и во никој друг нема спасение. Зашто под небото нема друго име дадено на луѓето, преку кое би можеле да се спасиме? Како што добата се смени од добата на Отецот во добата на Синот, името на Спасителот се смени од Јехова во Исус. Во добата на Синот, само оние кои веруваа во Исус, Спасителот на таа епоха, можеа да се спасат. Тогаш, во добата на Синот, што се случи со оние кои веруваа во Јехова, Спасителот во добата на Отецот? Во добата на Синот, оние кои веруваа во Отецот Јехова не го примија Спасителот на таа доба и на крајот не можеа да бидат спасени. Бог ни даде Спасител со различно име во секоја доба. Како што е напишано, си има свое време и секоја работа под небото има свое време. Така и за секој име на Спасителот постои временско ограничување. Во добата на Отецот, луѓето беа спасени само со името на Отецот, а во добата на Синот, луѓето беа спасени само со името на Синот. Сега е добата на Светиот Дух. Бидејќи се смени од добата на Синот во добата на Светиот Дух, името на Спасителот исто така мора да се смени. Оној кој победува, ќе го направам столб во храмот на мојот Бог, ќе го напишам на него името на мојот Бог и името на градот на мојот Бог, на новиот Ерусалим, кој слегува од небото од мојот Бог, и моето ново име. Тука говорникот е Исус. Значи, моето ново име не е Исус, туку друго име. На оној што победува ќе му дадам да јаде од сокриената мана и ќе му дадам бело камче и на камчето напишано ново име, што никој не го знае, освен оној што го добива. Оној што ќе победи ќе добие камен со ново име. Каменот овде не е вистински камен. Пристапете кон него, живиот камен, од луѓето отфрлен, но од Бога избран, драгоцен. Каменот го представува Исус.
Само оној што ќе го прими го знае новото име на Исус. Целиот свет веќе го знае името на Исус, но се уште не го знае неговото ново име. Библијата вели дека е познато само на оној што ќе го прими. Ова ново име е името на Спасителот во добата на Светиот Дух. Треба да го повикаме новото име за спас. Затоа што новото име е името на Спасителот во добата на Светиот Дух. Во добата на Светиот Дух мораме да го знаеме новото име. Само тогаш можеме да ја примиме целта на верата, спасението. Да го примиме новото име, Спасителот во добата на Светиот Дух, и да бидеме спасени.